Топ тема, добро вечер. Малку полабавена контрола на домаќинствата, што и да значи тоа, но засилена на индустријските капацитети, најави Министерството за животна средина во пресред на стартот на грејната сезона, со што се вклучува и алармот за енормното загадување на воздухот во најкритичните градови низ земја. Дали екологистите годинова ќе бидат принудени од енергетската криза да кренат бело знаме, наместо вообичаените остри предупредувања до властите дека врските за ограничување на емисијата на штетни гасови и честитки со години име само неостварена цел на хартија. За ова, како и за последната одлука за раскинување на договорите за концесија за мали хидроцентрали во Националниот парк Шар-планина, вечерва разговараме со Ели Пешева од ва иницијатива. Добро вечер и добре дојдовте во студиото на Телма. И преку Zoom го имаме Аријанит Џафери, екоактивист од Тетово, на темата за загадувањето. Колешката Емилија Мисирлиевски ги носи и ставовите на Мите Ристов од Геосфера Битола за тамошната ситуација, бидејќи Скопје, Тетово, Битола се трите градови кои што се буквално во за жал, црна трка на првата листа на загадување во текот на зимата. Аријанит, би почнал со вас. Долга беше битката, долго траја сите оние напори за прогласување на Шар-планина за национален парк, а потоа и мислам дека повеќе од година дена и битката да се стопира изградбата на мали хидроцентрали во оној прв строг појас, како што стручно го нарекуваат. Министерството за животна средина, на предлог на Министерството за животна средина, владата синоќа донесе одлука за одземање на 7 концесии, односно раскинување на договорите за 7 концесии за мали хидроцентрали на Шар-планина. Што значи тоа? Дали е тоа тука крајот на битката да нема повеќе екоризици во Шара по добивањето на заштитениот статус? Бака Боби, значи ние од далечната сега, да кажеме далечна 2019 година прв пат, значи сме ја отвориле оваа тема околу изградбата на така наречените мали хидроцентрали, и ги нарекувам така наречени поради тоа што влијанието врз животната средина им е огромно, иако се како мали згради. Од тогаш сме барале веднаш да се стопира со давањето на концесии на нашите реки, нашите води, значи на бизнисмени и профитери кои од тоа профитираат нормално, а луѓето ги остават без вода. Тоа као прво, и као второ, значи истите тие профитери кои добиваат 70% од субвенциите, фидин тарифите на државата кои се за обновливи, за производство на струја од обновливи извори, додека тие мали хидроцентрали произведуваат нешто околу 3%, значи од целокупното производство на струјата во нашата држава. Затоа и од времето ние рековме дека ова не вреди, значи не вреди да се трошат толку пари за хидроцентрали, каде што ќе се уништи природата, животната средина, екосистемот, целиот биодиверзитет на Шара и не само на Шара. Но, значи, ние сме барале од почеток да не се изградат мали хидроцентрали, поради тоа што не вредат, не произведуваат доволно струја, а штетата е огромна. Како и да е, значи, вчерашната одлука за раскинување на 7 концесии не е доволна, ни од близко не е доволна, значи треба да се раскинат сите концесии за мали хидроцентрали, поради тоа што уште еднаш ќе истакнам не вредат, и да се врати, значи, во првобитна состојба природата толку колку што може, и да се нормално, значи, тие згради веќе што се изградени таму треба да ги рушат и да се врати природата на животните па и на луѓето. Аријанит, како одат разговорите на овој план, бидејќи
и од соопштението и од владата и од она на Министерството за животна средина може да се прочита дека речиси цела година работеше таа комисија која што требаше да преиспита со кого може да се раскинат договорите, колку ќе треба тие компании да бидат компензирани, бидејќи претходно им биле дадени дозволи. А сега, кога сме кај компензацијата, повеќето од тие компании добиваме фидин тарифи. Значи, добро е да се истражува колку пари имат тие добиено од државата и сега, значи, нема да произведуваат струја. И према тоа да се гонат и законски и судски. Јас колку што разбрав, одлуката е поради тоа што со прогласувањето на Шар планина за национален парк и со Бернската конвенција, таму не смее да има хидроцентрали. Значи, внатре во границите на националниот парк, но исто така во близината на границите на националниот парк или во некаде, значи, каде што има, еве да кажеме, вертикална гравитација погоре од националниот парк, ама каде што, да кажем, водите течат подолу и во националниот парк. Значи има некои правила каде може и каде не може. За ова многу одамна сме ги алармирале и од Министерството за животна средина и јавноста и сите дека не сме у Шар планина да има национални паркови и поради штетата што се направи кон биодиверзитетот и екосистемот и целата животна средина, но и поради тоа што луѓето кои живеат во селата во близина на тие хидроцентрали остануваат без вода за пиење или наводнување на нивните ниви. Аријанит, што значи, вие велите не е доволно, што значи ова формулација? Хидроцентрали лоцирани во зоните на строга заштита и на активно управување на националниот парк. Имаше многу дебата стручна околу овие термини, меѓутоа за јавноста остана нејасни тие разлики на што тие граници практично значат. Значи, некој дел од националниот парк е под строга заштита. Значи, не е целиот под строга заштита. Мислам дека има 3 нивоа на заштита. Сега, ова значи дека само во тој дел на строга заштита нема да ќе се раскинуваат, а значи погоре може да има. Тоа што јас ви кажувам од преска е дека ако има погоре од тоа што е строго заштитено подрачје, значи пак влијанието ќе биде чувствувано во строго заштитеното подрачје. И затоа треба сите концесии да се раскинат и сите овие згради хидроцентрали, мали хидроцентрали да се срушат, значи и да се врати природата во првобитната состојба. Со климатската криза во која веќе сме и ќе бидеме уште полошо, значи ќе се снаоѓаме, ќе има недостиг на вода, така да тие хидроцентрали, колку и да се мали или големи, нема да чинат ништо, значи нема да произведуваат ништо од струјата. Тоа што сме им го кажале на властите пред неколку години дека овие хидроцентрали не вредат, требаше да поминуваат години за тие да разберат. Ова што ви го кажувам денеска се надевам дека ќе го разберат денеска, ако не после 2, 3, 4 години можеби пак ќе седнеме на некоја емисија ваква да разговараме дека не вредело пошто нема вода. Значи се трошат пари, се крадат пари, народни пари кои идат кај блиски луѓе на власта, на партиите на власт, но и на опозицијата кои еве вака профитираат со народни пари. Аријанит, остани со нас. Пешева би продолжил на ова што го спомена Аријанит на крајот. Многу интересен еден сегмент што го кажа Аријанит, враќање во првобитната состојба и периодот за кој што е потребно да некој од институциите преземе каква била иницијатива за нешто да се смени. Значи станува збор за години. Значи 6, 7, 8 години и при тоа еве сега ќе биде интересно да се следи тоа баш тој сегмент враќање во првобитната состојба, како тоа ќе изгледа и дали воопшто ќе се реализира. Ова беше и за националните паркови, беше битка на сите екологисти, фокусот на одва во Скопје беше на газоводот и на аерозагадувањето, на сечењето на водно заради газоводот. Вие вчера имавте и долга средба со министерот за животна средина. Што освен еве ова
какво такво делумно, како што вели Аријанит, недоволна мерка, но сепак реализирано ветување, што освен ова беше на маса и на дневен ред, бидејќи долг бил состанокот и секогаш се тие мачни. Значи, кога ќе имате состанок на 4 октомври, ништо не може веќе да се направи, освен да се констатира какви ќе бидат или да се направи некаква претпоставка какви ќе бидат штетите во текот на зимата. Јас можам да кажам дека една работа е заедничка за сите партии во Македонија, за сите влади во изминативе десетина години, тоа е без разлика и опозиција и власт, значи големи партии, помали партии, тоа е незаинтересираноста за животната средина. Начално сите се тука во програмите, станува збор за изборите, ќе имаме милион состаноци, ќе имаме милион средби, ќе се бара нашето мислење, ќе се вклучи по нешто во нешто од програмите и кога ќе дојде моментот на реализацијата, најнаш никој ништо не слуша и сите викат не знам, тоа не е моја обврска, тоа е ингеренција на некој друг, тоа е ингеренција на инспекторат, тоа е на ова министерство, тоа е на општина. Никогаш никој не е виновен, никогаш никој не треба да го донесе последниот збор и секогаш финално се завршува со нема доволно пари. Тука одиме со кратка пауза за реклами и ќе се вратиме на клучното прашање вечерва, а тоа е токму загадувањето, за кое што веќе очигледно е дека според сите најави и признања и на надлежните ќе го има, бидејќи ќе дојде и до замена и на дел од горивата, односно наместо газ, многу повеќе годинава ќе се користи и јагленот, па и мазутот. Ели Пешева од ОДВА иницијатива и Аријанит Џафери, екоактивистот Тетово, се мои вечерашни гости. Ќе ги имаме ставовите и на представници на еколошките здруженија од Битола. Пешева, соочени ли сме сите со очекувајќи разрешницата на сите дилеми околу набавката на енергенци, соочени ли сме на вистина годинава со изборот меѓу две зла? Грејење или нечист воздух? За жал. Мислам дека загадувањето на воздухот некако си е прифатено како нешто редовно, како дел од секојдневието. Сега во вакви услови кога почнуваме ние, како што кажа на почетокот, дали ќе го подигнеме белото знаме, ние нема да го подигнеме белото знаме, не ни паѓа на памет да се откажеме од притисоците кои што ги тераме со години, без прекин. Меѓутоа, некако сега сме во фаза во која што сите велат, ама ние сме соочени сега со енергетска криза, вие сега зборувате за загадување на воздухот, на тоа ќе мислиме понатака. Не, статистиката вели секоја година 7 до 8% Македонија има покачување на бројот на смртни случаи како последица од загадување на воздухот. Значи, овој процент, ние сме најмногу во регионот. Значи, ние доминираме, на врвот сме. Значи, тоа е нешто што нас стандардно не следи низ годините. Сега, кога ќе се вратиме со мазутот во 19 век, следната година и таа после незе ќе биде уште потрагично. Станува збор, значи, за некаква статистика која што, да речеме, завршува околу 3500 смртни случаи, меѓутоа ние немаме точна анализа дали е тоа навистина така, бројките се веројатно и многу поголеми и навистина човек да се запраша дали доколку се стави, не знам, лично во рамките на тие 3500 семејства кои што губат некој драг член на семејството или трпат последици по здравјето, да не зборуваме дека и финансиски Светска банка ја подига некаде таа скала меѓу половина милијарда, 600 милиони, 700 милиони трошоци, значи кои што се врз основа на смртните случаи, лекувања и така натаму. И стравот од ковидот, например, беше многу поголем, а смртноста секоја година како последица од загадувањето според релевантни домашни истражувања е многу поголема. Не е случаен изборот вака на гостиве вечерва Скопје, Тетово и Битола, затоа што во овој период, во изминатите денови, главниот фокус е на Скопје, заради тоа дали ќе се обезбеди или нема да се обезбеди грејење. При тоа се заборава дека не е грејењето само по себе основниот проблем,
ту бидејќи тој прво ќе предизвика колапс на енергетскиот систем, а второ тука е клучниот проблемот со загадувањето, бидејќи освен топланите, евентуалниот прекин на газ ќе значи враќање на многу индустријски капацитети на мазутот, што за Скопје би било катастрофа. Катастрофа и дополнително, значи на Скопје ќе се приклучи Битола е секогаш исто тука, значи покрај Тетово, сега ќе се приклучи и Кичево заради Осломе и Тец Неготино ќе почне да работи, да не заборавиме дека огромен проблем е загревањето на домаќинствата. Скопје исто има ужасен проблем со градежните активности. Значи тие честици кои што се од градежните активности скоро и да не ги забележуваме. Сообраќајот ни е катастрофален, значи со ужасно голем процент на возила кои што се стари. Еве вчера исто и со министер разборувавме како тоа може, значи имаше предлози за закони со кои што тоа ќе се регулира. Никако не можеме да мрднеме од таа точка заради тоа што ние немаме во Скопје, ниту во Тетово нема никаков јавен превоз, а нашиот па во Скопје е катастрофален од пред 30 години. Бројот на увезени стари возила е исто така огромен. Доколку се донесе некаква забрана за под евро 6, тоа подразбира возила од 2015 навака, значи ништо нема да остане на нашите улици, а да не зборуваме колкава е таа маса на луѓе кои што се многу потребни и многу сакани гласачи и никој не сака да се замери со толкав голем обем на граѓани на кои што им е дозволено да увезат стари возила, да тие бидат на нашите улици. Нашите автобуси се крш. Значи ние немаме саглам јавен превоз никаде, за да кажеме во услови кога ќе имаме стварно високи енормни вредности на загадување, да кажеме да сега треба да се движите со велосипеди или да се движите пешки, како да стигнат луѓето од точка А до точка Б, кога нашиот систем е од пред 30 години, а смената е комплетно позицијата на Скопје, бројот на жители е сменет, ништо друго немаме, никакво подобрување и дополнително сега ова што го спомна како нов проблем кој што ќе ни се отвори, доколку големите индустријски капацитети, па и топланите и тие што се сега на газ треба да се префрлат, да се вратат на мазут, значи во услови да немаме доволно газ, тоа ќе биде страшно за загадувањето заради тоа што тие веќе имаат обезбедено посебни филтри кои што им се потребни доколку работат на газ, доколку преминат на мазут, тоа ќе подразбира дека треба да бара дозволи, а интегрирани дозволи. Во овој момент трката е страшно ќе само да се проработи и само да има топлинска енергија за да, во Скопје. И доколку се отвори било која друга тема е кој е одговорот на министерот? Ке слушнеме една негова изјава која што звучи многу обесхрабрувачки во однос на мерките што ќе се преземат. Па да, затоа што во периодот 48 часа ние слушнавме од различни министри многу контрадикторни изјави, како да не се во истата влада. Еве баш сакаме да слушнеме изјавата на министерот. Еве ќе слушнеме изјавата на министерот кој најавува дека ќе има малку полабавена контрола на домаќинствата, јас така барем ја сваќам, а позасилена на индустријските капацитети, па после заедно и со Пешева и со Џафери ќе ги отвориме вистинските проблеми, затоа што постојат и релевантни истражувања дека токму загревањето на домаќинствата е еден од главните проблеми. Ние како министерство можеме да апелираме на граѓаните и инспекторатите нема да се влегуваат во приватни имот, но ние сигурно ќе направиме тие потребни инспекции во инсталирани фабрики, инсталации, интегрирани инсталации и со државни институциите. Но ние ќе апелираме на граѓаните, бидејќи сме свесни дека е за жал една тешко време за сите. Значи повеќе ќе се оди кон апел, а не кон казнување во за Гледате, не е идејата да казниме сега граѓаните во тешка економската време. Ние апелираме да употребат тие материјали кои имаат стандарди и да биде свесен дека прво, ако се загадуваат дома и членови на фамилијата после надвор. Не мислам дека инспекторите ќе бидат во гужва. Инспекторите имаат само една врска, да бидат во гужва за контроли во тие интегрирани инсталации и комунални општински инспектори да бидат во терен за Б интегрирани инсталации и другите кои се активно во нашата земја.
Тоа е, за тоа мора да бидат тие во гужва. Нема потреба за друго да бидат во гужва. Тоа беа последните одговори од последниот брифинг деновиве на министерот за животна средина Нуредини. Џафери, дали Тетово нема нито плани, го нема овој проблем кој што и дилеми кои што ги има сега Скопје, но за жал секоја зима Тетово е на врвот од онаа црна листа на загадени градови. Како ви прозвучи оваа изјава на министерот? Криза е, нема да влегуваме по домовите, навистина е криза, но ќе ги контролираме, интегрираните дозволи со инспектори кои за жал ги нема. Така и мене ми звучеше целосно обесправljувачки тоа што министерот го кажа. Такво нешто може, таква изјава може да чекаш од, ајде да кажеме, и представник можеби на некоја невладина организација, ама од државен службеник, од министер. Значи, тоа е навистина обесправljувачки. Освен тоа, ние сме се навикнале на последните неколку години да гледаме и слушаме повеќе препораки отколку што конкретни мерки за увлажување или решавање на проблемите во животните средина. Еве сега слушаме апелирање. Значи апелираме сега, веќе немаме ни препораки ни мерки, уопште не сме ни имале колку што знам јас. Тетово исто така е во такви големи проблеми, особено поради тоа што повеќето од домаќинствата се греат на дрва. Има и такви можеби семејства кои се, еве да кажам, финансиски и економски под некој поголем предизвик и не можат ни да дозволуваат, не можат ни да купуваат дрво, така да се греат и на уље и на куми и на се што ќе можат. Понатаму се обраќајате хаотичен во Тетово, како секогаш. Да ја побравам, малце имаме некои автобуси, ама малку се. Значи немаме доволно автобуси за градот да се движи како што треба, но и тие малку автобуси кои се, значи немаат некои баш ефикасни линии и не дека се користат доволно од граѓаните. Граѓаните сепак треба да се движат од една точка до друга и по-комотно да кажам, по-лесно име да се движат во нивните автомобили, кои исто така во голем дел се стари и загадуваат многу. Значи, во оваа ситуација, ако слушаме министер кој не знае што да каже, тоа не е добра вест за граѓаните. Поради тоа што значи и самите тие знаат дека немаат ни волја ни сила, значи да се става со ова. Пешева, каков е вашиот коментар, колку е ова воопшто неоправдана, туку дозволива изјава од министерот, бидејќи значи едноставно намерно или не, порака правете што сакате, или суспензија на се она што значи закони, стратегии, правилници, мерки за предупредување и така натаму. Нема никаква логика. Значи нема логика, прво и до сега немало контрола во домовите. Значи не дека инспекторите не смеат ниту законски да влезат во домовите. Мене ми влезе ова криза е, па ајде сега се е дозволено, но всушност ништо не е дозволено, бидејќи употребата на се и се што ја имало и во изминатите години, и таа не е прашање на енергетската криза, туку може би многу повеќе прашање на немањето на решенија за она што така се нарекува енергетска сиромаштија. Значи, прашањето е што е тоа се што ќе се гори. Значи, се знае дека сувите дрва се единствено што еве има некаква логика. Се сече каде ќе се стигне и кога ќе се стигне. Нашите шуми се како отворен пазар. Значи, кој стигне, кај стигне, се гори исто се што може да се стави во печка. Од пластика до стара облека, до чевли, до
бакар до не знам што се не се гори и да се каже дека нема да има никаква контрола е малку пуштање на уздите комплетно, а при тоа да не забораваме за каква контрола ние зборуваме, колку инспектори имаме, кога самиот директор на ДИЖОС, на Државниот инспекторат ви кажува дека ни 50% немаат пополнетост на местата на инспекторите. Во општините дали имаме по еден комунален инспектор? А сте забележале понекогаш кога ги гледаме анализите на загадувањето, имаме неверојатни пикови, најверојатно и многу често во текот на викендите, навечер кога е постудено, кога имаме спојување на празници. Значи, единствен човек треба да работи 24 часа, 7 дена во неделата и празници и викенди, и навечер и на саба. Невозможно е ниту физички да се постигне. Прашањето е до двајцата. Ние вообичаено ги актуализираме овие теми во овој период. Вие сте во таа постојана битка. Кој е одговорот, бидејќи кога се читаат законите, она што граѓаните го знаат и го гледаат на своите мобилни телефони како апликација за загадување, оние гранични вредности за најопасните PM10 честички требаше прво да бидат постигнати во 2012 година. Потоа тоа беше одложено до 2014, па до 2019, па кога се смени власта, тие го одложија до 2024. Секој градоначалник, еве и Скопскиот, и Тетовскиот, и Битолскиот, и Кавадарци е загадено, го спомнавте и Кичево дека постои е обврзан на крајот од годината да даде отчет со кои мерки, за колку успел да ја намали загаденост. Имате ли прочитано такво нешто? Никогаш. И од некого? Значи, да не забораваме дека ние кога од оваа иницијатива, кога почна да притиска за намалување, односно за спуштање на граничните вредности, тоа беа такви едни услови поставени, кога да се прогласи, кога да биде алармантна состојба, кога да биде вонредна состојба и така натаму, што просто беа неверојатни и невозможни да се исполнат. 250 микрограми во период од 10 дена поврзано, па еден ден ќе заврне, па тоа ќе се спушти, па почнуваме да броиме од нула. Едва успеавме да се убедиме дека треба да се спуштат граничните вредности кои што во Европа велат дека во одредени градови како Лондон, Париз, така натаму 10, 20, 30 микрограми и веднаш се влегува во вонредни мерки. Ние со 200 сме комотни. А да не зборуваме дека каква анализа, сите велат да, минатата година имавме помалку загадени денови, но не врз основа на што се должи таа загаденост и врз кои мерки, се должи исклучиво врз метеоролошките прилики. Ние како индијанци се молиме и се надеваме на ветер во Скопје. Нас само тоа не спасува. Аријанит, која е вашата оценка? Бидејќи ни сите овие години, колку и да се подготвувате за вакви дебати, не може да се најде извештај од некој градоначалник, од било кого во кој ќе ги најдете оние податоци кои што ги бара законот. Оние што им се обврска, инаку субвенциониравме 1000 точаци, 3000 инвертори и овие печки на пелети, таквите податоци ги има, но тоа не им е обврската. Обврската им е чист воздух и здрава животна средина. Вака, по вакви услови, значи, самата дебата губи смисол веќе. Значи, како да зборуваме цело време за истото и никој ништо не слуша. Ние сме таква демократија каде што имаме слобода како активисти, граѓански активисти да кажеме се што сакаме, но сигурни сме дека нема никој да не слуша. Затоа мислам дека веќе некако се чувствуваме и уморни од неодговорноста на властите, кои што цело време значи како што и вие кажавте имаат како обврска имаат значи да направат нешто за подобрување на животната средина, да им го возможат на граѓаните тоа што им следи по закон и по устав, но сепак значи тие се задоволуваат со некои си козметички мерки. Се сеќавам пред неколку години во вашето студио бевме со екс градоначалникот Шилегов, кој броеше 25 мерки од тоа време во Скопје, значи кои се преземани во борбата против загадувањето, а Скопје беше најзагадено во Европа во времето. Значи, проблемот е што не се сите мерки добри мерки. Значи,
не се лоши, ама не се доволно добри. Значи, тоа што јас секогаш сум го кажал и се држам до тоа, е дека треба порадикални мерки. Ова е радикален проблем. Значи, загадувањето на воздухот во Македонија не е мал проблем. Ако ние се бориме радикални мерки, бидејќи кога ќе каже министерот ќе вршиме контрола на капацитетите со А интегрирани дозволи, за некои градови тоа не значи воопшто ништо, бидејќи такви капацитети и нема, а загадување им. А тоа значи дека тоа што многу пати јас сум го кажал, пак ќе повторувам, значи Инспекторатот за животна средина треба да има надлежности, повеќе надлежности и повеќе сила, како на пример инспекторите на управата за јавни приходи. И сега може би ова ќе звучи лошо, но сакам да кажам дека кога инспектор од животна средина ќе му влегува на некој у фирмата, да се плаши исто како да му влегле од УЈП, која ќе ги казни дебело и мора да плаќат. Значи тука е разликата. Инспекторите за животна средина, колку и да се тие, значи никој не ги сваќа сериозно, никој не ги зема предвид, значи па ги напаѓаат, па и ги тепаат по некои градови. Значи тоа има некаде, ако не се лажам, 6 до 8 такви инспектори, па и 800 да имаме, ако немаат доволно надлежности да пишуваат казни и да ги гонат кривично, да ги гонат, значи загадувачите, и да имаат некаква, не знам, можеби полициска поддршка во време на инспекциите или некоја друга надлежност, значи џабе. Вика министерот дека не е важно дали ќе бидат во гужва инспекторите. Не е важно ни дали ќе бидат таму ако немаат надлежности. Значи ова се тие радикални промени кои се барат. Значи требаме да им даваме сила на луѓето да си ја вршат работата. А сега значи ние имаме како манекени од бутици таму, кукли кои земаат плата и ништо не можат, и да сакаат да работат не можат. И статистиката не им оди во прилог, бидејќи ако ја погледнете статистиката на Државниот инспекторат за животна средина, ќе видите само една изречена казна кон непознат сторител. Значи не е само да се оди со полиција, тоа мора да има разрешница до крај. Ние мораме да имаме обучени обвинители да знаат што се случува со животната средина и судии кои што исто така ќе може да ги одредат последиците од направеното дело. Сега одиме во Битола, колешката Емилија Мисирлиевски ја има информацијата каква е состојбата таму, но и препораките на Мите Ристов од Геосфера Битола. А во голем сегмент тие се навистина специфични. Проблемот со аерозагадувањето во Битола и последиците врз здравјето на луѓето е добро позната тема. Тука е рек Битола, тука се домаќинствата кои се затоплуваат на огревно дрво, но некако цело внимание е насочено кон Скопје и дали скопјани ќе имаат парно затоплување, иако Битола со години нема организирано парно, а сите власти најавуваат изградба на топловодот, изградба на гасоводот, но реков со години нема решение, па дури сега се водат и некои полемики кој е поголем загадувач, дали индустријата или домаќинствата. Неодамна имаше и една научна студија на оваа тема, па што вели науката, кој е најголем загадувач во Битола? Така, научната студија долго ја чекувавме и најпосле се случи. Благодарение на проектот на Сдруженијето Центар за климатски промени, кој што ја вклучи Битола на некој начин на мапата со вакви студии. И самата студија изнесе интересни податоци, нешто што Геосфера како здружение го зборува уште од 2018 година. А тоа дека најголем загадувач во текот на зимските месеци дефинитивно се домаќинствата. Бидејќи самата студија се направи со земење на 120 примероци од филтрите на станицата Битола 1, кој што е во индустријскиот дел на Битола, значи поблиску до рек Битола, отколку во горниот дел на Битола. И ова студија покажа дека 55% од загадувањето со PM честички во текот на зимата ни потекнува од домаќинствата. Некаде околу 20 и нешто проценти отпаѓа на затоплување, емисии од индустријата и од затоплување од страна на согорување на мазут и на нафта, односно загревање на институциите. И само мал процент отпаѓаше негде околу 8 до 10% од енергетскиот сектор и негде околу 15% од сообраќајот.
Така што оно што одамна го кажуваме дека навистина проблем ни се дрвата и треба да го решиме тоа, еве сега и научно се докаже. Така, значи, најголем дел од домаќинствата во Битола се затоплуваат на тоа огревно дрво со оглед на оваа енергетска криза. Предпоставувам дека оваа година ќе има изголемување на бројот на домаќинства со огревно дрво. Вие инсистирате подолго време да се направат измени во Законот за дистрибуција на огревно дрво во домаќинствата. За какви измени станува збор? На што инсистирате? Така. Според некои анализи што ги има правено Државниот завод за статистика, негде околу 60 нешто до 70% од населението се затоплува со огревно дрво. Тој процент ова зима ќе биде сигурно и поголем, особено во Битола, со оглед на цените на електричната енергија, сите тие поскапувања кои што се случуваат во овој период. Така што очекуваме големи проблеми со аерозагадувањето ова зима. Ние одамна велиме дека научните студии, всушност не го велиме тоа, туку научните студии, научните трудови од секаде низ светот, кои што се правени со анализи на колкави концентрации на PM честички емитува дрвото, ни укажуваат на тоа дека всушност влажното дрво само 10% повеќе влага во дрвото, емитува негде околу 75% повеќе PM честички во воздухот. Така што целите наши настојувања се да се направат законски измени и да се регулира таа дистрибуција на суво огревно дрво до домаќинствата, бидејќи сите знаат, еве и сега ако се направи некој истражување, веќе имаме сознание од пензиското, од шумските предпријатија дека нешто повеќе од половина од дрвата, од нарачаните дрва се пристигнати. Така што во следниот период, некаде во месец овој октомври, ноември ќе стигнат останатите дрва кои што знаеме дека ќе бидат со големо количество на влага и тоа ќе продуцира големо количество на PM честички во воздухот. Според нашите пресметки, ако се направи законска дистрибуција, законско регулирање на таа дистрибуција и се дистрибуира суво огревно дрво со проценти под 20-25% на влага, очекуваме дека загадувањето ќе може да падне до 30 до 40%, што и не е толку малку со оглед на тоа дека сега сме во ситуација кога веќе немаме што да правиме, бидејќи единствено средство за загревање на овој сиромашен народ ни е дрвото. Така, Битола има и друг сериозен проблем, тоа е сообраќајот. Знаеме дека старото градско јадро во Битола е специфично со тесни мали улици, каде што има најчесто застој во сообраќајот, па ги освера предлага решенија и за овој проблем. Кои се тие? Така, оно што веќе е направено од научниците од сообраќајниот факултет во Техничкиот факултет во Битола, всушност треба да се имплементира. Само што нема кој изгледа да го имплементира. Значи, потребно е брза имплементација и затварање на централното градско подрачје. Пренасочување на насочни улици, формирање на пешачки зони, каде што луѓето ќе можат порелаксирано да се движат и да дишат почист воздух, бидејќи сообраќајот е 15% учествува во загадувањето со PM честички, особено со оглед на тоа дека имаме многу стари возила, а ако гледаме по бројот на возила, по глава на жител Битола е лидер во Македонија. Исто така имавте забелешки, неодамна општина Битола го презентираше планот за квалитетен воздух. Вие како геосфера имавте и забелешки на овој документ, сметате дека не е издржан, нема приоритети. На што се однесуваат тие забелешки? Па да, значи генерално планот како план е солидно направен, меѓутоа работата е што грешно се посочени главните загадувачи. Значи, ако планот генерално го издвојува енергетскиот сектор, кој несомневно е најголем загадувач, не само во Битола, туку и во државата, меѓутоа заради поставеноста на Битола во топографскиот простор на државата и оддалеченоста од рек Битола, генерално според студијата, мал процент од тоа загадување ни доаѓа во градот. Така што мора да се согласи студијата со планот. Значи не може студијата да кажува дека научно да докаже дека одредено загадување потекнува од таму, а студијата да тангира друг загадувач. Така што сите планови понатаму, сите мерки кои што се предложени во планот за намалување на аерозагадувањето едноставно не држат вода.
Значи треба да се насочиме кон овие мерки посочени што да правиме со дрвото. Например, да се направат тие законски измени, да се субвенционираат наместо граѓаните се субвенционираат со велосипеди, кога ние во Битола немаме ниту 1 километар велосипедска патека, нека се субвенционираат сиромашните граѓани, оние социјални случаи со сувоогремно дрво. Да не горат, бидејќи имаме многу жалење од многу граѓани дека таквата популација гори се и се што. Значи, бидејќи не може тие да набават ниту огромно дрво како што треба, немат финансиски средства за тоа, согоруваат пластика, согоруваат гуми и тоа прави уште дополнително загадување на воздухот. Не очекува најверојатно уште една тешка зима? Дефинитивно. Тоа сите го очекуваме и за жал, со сигурност ќе се потврди и тоа. Имавме некој тренд на намалување на загадувањето поради одредени климатски подобри услови. Во последните 3-4 години немавме толку изразена температурна инверзија во Битола и тоа направи да воздухот е малце почист во текот на зимата, но ќе видиме како ќе поминеме оваа зима. Затоа и ние како здружение и генерално членка на платформата Земјздив, која што е платформа за следење на амбиенталниот воздух во град Битола, и располагаме со 10 сензори, нискобуџетни сензори кои што го регистрираат квалитетот на воздухот за PM честички. Цело време апелираме и до општината да го преземе финансирањето на овие, бидејќи ние немаме сила веќе да ги вршиме тие мерења, а на некој начин тие се многу битни, особено во престојната зима, бидејќи луѓето на директен начин, многу визуелно и многу на брз начин ќе може да дознаат какво е аерозагадувањето во нивното место на живење. Благодарам за разговорот. Благодарам вас. Се враќаме назад во студиото и заради оваа пауза во рекламите малку да сублимирам Пешева. Интересни податоци кои што предочи господинот Ристов, кои што упатуваат на оној што го загатнавме, дека нема дека има стратегија, но нема нивно планско спроведување, само и реализација, само колку за илустрација. 60 до 70% од домакинствата се загреваат со огревно дрво и овие податоци дека само 10% повеќе влага во дрвото емитува 70% повеќе PM10 честички. Доколку, како што вели Ристов, се сменат законите и дрво не се купува сега на брзина пред грејна сезона, суво огревно дрво со 24% влага може да ја намали над 40% загаденоста со PM10 честички. Имаме ли вакво стратешко планирање на работите во државата? Од домашните институции нема. Имаше една експериментална програма, мислам дека ја правеше UNDP, во одреден број стотина домаќинства во Ново Лисиче и во општина Аеродром, каде што им беше сменет начинот на грејење, значи да биде незагадувачки и самите домови да се направат енергетски ефикасни и се покажа дека намалувањето беше за 10 пати. Значи не за 10%, за 10 пати. Значи мора да направиме некаква стратегија. Но повторно ќе кажам, ние имаме несреќа да имаме склоп на лоши услови, значи на лоши околности. Не се само домаќинствата тие, значи и самите автомобили кои што загадуваат ужасно, поминуваат на технички преглед, никој не ги проверува, ниту кој ги испуштил тие возила да поминат на техничкиот преглед. Имаме проблем со индустријските капацитети во делот поголемите градови. Градежните активности кој ќе ги контролира сега? Дали се исполнуваат мерките, дали се заштитени, дали се мијат улиците? Тие кога ќе влеземе ние во вонредни мерки, кога ќе ни се дигнат вредностите на загадување, тие треба да престанат со работа. Значи во одредени делови на нашиот град ќе престанат, во одредени нема да престанат. Ари не двегуваме во завршница, еве каде е чарето според вас? Бело знаме не може да се крени, иако констатиравте претходно дека јалови се сите дискусии секогаш, бидејќи одговорот, стратешкиот одговор недостасува. Верувам дека овие податоци за Битола кои што ги слушнавме, околу процентот на грејење на дрвја се специфични и за Битола. Што е чарето според вас? Велегуваме во последната минута, па ова ќе бидат и завршни зборови. Па мислам дека чарето
постои и ако властите не знаат, тука се експертите, тука се активистите. Може би и ние како активисти не знаеме толку многу, не сме сите експерти на животната средина, но такви сме што реагираме по овие проблеми, но има луѓе кои знаат. Тоа што јас мислам дека треба да се направи е најозбилно да се свати, да се разбере штетата од загадувањето на воздухот и значи штетата кон животната средина што е неповратлива. Може би буквата жрата му е во крајот на азбуката, но животната средина треба да биде многу повисоко во приоритетите, во предности во приоритетите на власта и централната и локалната. Значи, спомна Ели Преска дека животната средина така само по стои во политички програми на партиите, се спомнува во време на изборите, но додека не разберат дека борбата против загадувањето треба да трае секој ден, и властите, и ние како активисти, но и вие медиумите, значи да не се собираме да зборуваме за загадувањето само кога ќе дојде времето за тоа. Мислам дека тогаш ќе можеме по-озбилно да ги сватиме кои се проблемите и да најдеме чаре. Имаме, значи, може да се субвенционира некаде каде што може, значи, струјата да биде поевтина, ако сметаме дека струјата е помалку загадува отколку што загадуваат еве мазутот, јагленот или дрвата. Сега знам, еве енергетската криза е толку голема што само околу тоа зборуваат, но како што спомнавте и вие Преска, значи минатите години кога немавме енергетска криза, ние сепак сме имале загадување и сепак сме имале луѓе кои се грееле на се и се што. Значи, и од тука пак да се вратам на радикалните мерки. Значи, мора да има построги казни ако сакаме нешто да се реши во овој балкански менталитет, за жал. Благодарам. Ели сосема за крај, рековте бело знаме нема. Која е пораката? Пораката е дека оваа година повторно ни е изгубена, значи сега веќе во октомври не можеме ништо посебно да направиме, но еве да се спремаме за следната, да работиме на обновливи извори, значи на законот за кој што ќе овозможи нели домаќинствата да користат повеќе од 6 киловати струја произведена од фотоволтаици, значи да се олесни, да се поттикне, да им се објасни на луѓето, значи да се ориентираме кон новите можности кои што ни стојат на располагање, а не да се враќаме на мазут и на дрва како да живееме во 19 век, туку соларни панели, фотоволтаици и се што нема да наштети на животната средина. Јас ви благодарам вечерва што бевте мои гости, почитувани, вам ви благодарам за вниманието, останете со Телма.